Денеска во основното училиште Раде Кратов ќе се одржа активност која се спроведе како завршен дел од проектот Градење посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на децата роми, проект кој се финансира од Европската унија и Ромскиот ресурсен центар, а започна да се спроведува во 2017 година. Целта на проектот е да се поттикне соодветна граѓанска средина за подигнување на инклузивноста на децата роми кои што воопшто не биле вклучени во образовниот систем или поради некоја причина го прекинале образованието. Проектот Градење на посилно граѓанско општество е финансиран од Европска унија и го имплементира Ромскиот ресурсен центар заедно со нашите партнери КМОП од Атина. Проектот почна да се спроведува од јануари 2017 и ќе трае се до јануари 2019 година. Главна цел на проектот е да се поттикне соодветна граѓанска средина за подобрување на инклузивноста на ромите во образованието како на локално така и на национално ниво. И главна таргет група ни се ученици роми кои што се веќе вклучени во редовниот образовен процес, меѓутоа и деца роми кои што воопшто до сега не биле вклучени во редовниот образовен процес или биле вклучени па на некој начин поради одредени причини се осипале во самиот процес на образование. Исто така друга целна група ни се локалните граѓански организации, ромски граѓански организации кои што делуваат и работат на полето на образование на роми, односно јакнење на нивните капацитети за пишување на проекти и искористување на европските фондови. Од организацијата Ромски ресурсен центар работат на унапредување и решавање на овој проблем, особено во источниот дел од државата каде е позастапен. Во изминативе десетина години доста се работи во полето на образование на роми и истокот е особено активен во тој поглед. Затоа и особено се, како да кажам, се разликува од останатите региони во Република Македонија со голема вклученост на ромите во образованието, исто така покажуваат и навистина успеси и резултати во нивното образование, како и постигање на совладување на самата материја во училиштето. Директорот на основното училиште Раде Кратов изјави дека училиштето е отворено за соработка со сите ромски невладини организации за да се помогне со инклузијата на децата од ромската националност. Моментално ова денеска што се случува овде кај нас, учествуваат ученици од нашето училиште и ученици од основното училиште Малина Попиванова кои изработија цртежи, овие цртежи овде што се прикажани. Комисијата составена од наставниците по ликовно и еден представник од невладената организација ги оценуваа и одредија дека 3 од нив ќе бидат наградени со прва, втора и трета награда. На тој начин да се направи едно завршување или како една завршна средба во врска со овој проект.